човек кој има представа зошто народите пропаѓаат, која знае разликата помеѓу народ и нација, кој не го објаснува светот, туку се труди да го промени, и кој знае каде се чуваат градските клучеви на нашиот идентитет. Не може да биде неук, површен или опортунист. Може само да биде некој како врвниот историчар, фотограф и активист од редовите на Ред за Куманово. Стефан Илиевски. Оваа книга е занимлива зашто искача од шаблон. Сака да даде, да кажемо, некој насоку, зашто, да кажемо, Доминиканска република е просперитетна држава, а Хаити, што су комшија одма, што буквално го дели в исту популацију, не су на рапна сиромаштија. И сега, таа книга искача негде 2010-2012 годину и одговор што го дава тие двојца економисти, иначе еден од нив добива после Нобелову награду, е дека главен проблем зашто една држава е сиромашна, а една богата, не е нити, да кажемо, ресурси што ги имаат, значи дали су богати, дали су ни менталитет на народ, дали су, да кажемо, средњаци, дали су протестанти или су доле се наваѓа во места кои што живи во потоплу климу. Главен проблем е тој дали едни институции функционирав или не. И тој ја, например, цилјам на тој да покажу дека нашето општество најголем проблем е нефункционирање на институција, односно тој што сега викав систем. И тоа е моје, да кажеме, некое мислење, дека без разлика у свика програми што су изборни, ми ќе видимо да се направи клупе тамо, да се направи некои финесе, да се фасаде средив. Тој су нешта што по дефолт спада во ингеренција на некои институции. Да кажемо, чистота е задужена за одржување на чистоту у Куманово. Ми не треба да го ставиме тој, зашто тој се подразбира. Ако имамо ефикасна институција, ефикасен систем, тој треба да се дужност на тога, да кажемо, што го води предпријатие, на тие што су запослени, и тоа треба да биде нешто нормално. Тој што е партократија, еве да кажеме, ќе го земеме пример на Белгија. Белгија скоро издржа 2 години без владу. Држава не се распадна, институција продолжува да функционира и белгијанците имаат проблеми. Проблеми со отпад, проблеми со мигранти, ама држава не дојде до распад. Зашто? Зашто тамо они сваќав дека на некои клучни позиции мора да стои луѓе што дугорочно гледав на проблеми и су способни да ги администрират, да води в администрација едноставно на работа. Исто така е, например, и у САД. У САД, без разлику дали судија е привезаник на републиканци и на демократи, ако закон вика дека тој е такој и такој, он киде и против политику на свој партија, зашто они верував у систем, верував у устав, верував у njeni закони. Каде нас проблем настанува, значи, још со транзиција, каде што од, да кажемо, социјализам, некој југословенски тип, ми доваѓамо у демократија, тоест у либералну демократија. Тај трансформација донесува до тој да социолози ga викав аномија, стање на аномија, значи Емил Дъркам ga дефинира. Кад пребрзо трансформацију кон лошо или кон боле, ти имаш у едно општество и друштво, тој друштво започиња да пуца од унутра. Значи, губи го морален компас. У тој момент тие политички партии више не биднуев, да кажеме, заинтересирани за добробит на цело општество, на цело државу. Биднуев заинтересирани за добробит на свој личен интерес. И партиски, они пробуев да си го свој лозу одржив. Зашто они, ако ставив интелектуалца, да кажеме, на школу или на болницу, тој интелектуалец ќе мисли со своја глава. Тој ќе каже зашто е тој такој. Зашто не ќе ја да ми ставите некога што е, да кажеме, партиски, што не е завршија школу со звездке од 2. Ја ќе сакам луѓе што ќе можев да го завршив работа. Али тој човек е проблем. Проблем за тој клику на номенклатура. Тај што е на власт. И сега тие луѓе функционирав на тој. Моја се ја да си го проживу, ја да си остану како такој ќе пливам тело едну партију, тело другу партију. Ја не сум способен за моја мислење да кажу нешто да направу дугорочно. Ќе си ставам некои луѓе што знам дека су, да кажемо, сега глупо би било да се изразува дека су медиокритети, али дека су луѓе што су подводливи и тие луѓе ја ќе си ги контролирам за после да си имам гласачи. И за тој
Македонија све што беше квалитет. Ми го изгубисме елиту, интелектуална елиту. Состојштом голем дел од млади што се завршиле, што се биле најдобри студенти, што у Словенију, што у Европу, што се у странство. Сега би сакаја да се посвети околу тој време, zeitgeist, дух на време кој што живимо, поготово ми, милениумци, значи тај генерација. Има еден италијански марксист и филозоф, вика се Антонио Грамши, и он вика живимо, мислу, он живеа у почеток на 20 век, али е денеска актуелен. И он вика, ово е време кад старо још не се отишло, ново још не е дошло. Ово е време на чудовишта. Така е да ми само да го видиме сите премежа што наша генерација ги издржала, значи од транзиција, војна 2001, после се што се дешава од Смилтовско езеро, целата патештија со Европска унија, сега ковид, шарена револуција, значи ми сме генерација што имамо колективно трауму, тој да се изразува јунговски малце. Наша генерација е учена на некои правила, ама гледаме дека тие правила не функционирав како што валјав, не функционирав како што требав. И тој доваѓа до цел ресентимент. Затоа и наши, кад идев у странство, они не идев, печалбарство е традиција у Македонија, значи још од 19 век. Исто и 60-ти години, кад Југославија се отвара кон Западна Германија, пуно наши идев таму, Австралија идев. Ама сега наши идев со резигнација. Иде и вика, ја неќу више се врати таму. Тој кажува многу за тој како психолошко стање се наваѓа наша нација. А разлика измеѓу нација и народ е тој што нација е увек врзана со држава. И тај народ е, да кажеме, нација е народ поврзан со држава. И тој е процес што, иако ми, да кажеме, си сакамо да се пофалиме дека наша нација е најстара, наша нација е, да знамо, да Александар Македонски, сви нација су нови. Француска нација е нова, македонска нација е нова, бугарска нација е нова, грчка нација е нова. Свесто тој е производ на просветителство на 19 век. Ја финансиски сак заработуju повише него што би заработуваа како историчар, да работу у држава. Така да тој ми е мене на крај на памет. Ја си го сакам своја професија, давам се од себе, работам на дигитализација, сега не ми толку дозволува време, ама кад сам огаја, даваја сам се од себе, од изложбе до конференција, до подкаст снимање. Баш тој, зашто сакам тај некоја традиција да остане запамтена, зашто тај клjuč на наш идентитет. Македонија тоне, Куманово тоне. Доваѓаме до момент каде што свак што е самосвесен, што сака да помогне, мора да се уклучи у нешто што е, да кажеме, пред све интелектуално движење, политичко, што на некој начин ми ќе го заветиме ситуација, зашто спротивност тој што следува за наши деца е само потешко и потешко, само полош и полош. Ако сакамо наша држава да обстане, мора да кажеме, тие што се најспособни, тие мора да дојдат на функција за да се како такој процес за узврати назад или едноставно да се смени нешто. Систем и институција мора да се направи да функционира. Сви проблеми, значи ми имамо перфектни закони. Тие закони, да кажеме у голем процент, тие закони мора да почнат да функционираат. Зашто имамо проблем со отпад. Општина Куманово, дали има ингеренција да го реши тај отпад? Ако пишува казне, ако има комунални инспектори, тие инспектори кои си го врши работа, ми нема да имаме проблем с отпад. Затоа мора да се направи да нема селективност. Свак што фелја отпад да биде казнен. Свак директор што запосли партискора да биде санкциониран на некој начин, да најквалитетни луѓе се ставјат на најквалитетни, да кажеме, на позиции кои што се круцијални за нашу иднину, за нашу будуќност. Значи, едноставно образование, медицина, политика, полиција, тој су све места кои што мора да бидев најспособни да улегнев за на некој начин наше општество искочи на површина. Има еден исто хрватски, много се повикува на филозофија, има еден хрватски филозоф, вика се Среќо Хорват, и он пишува едну книгу за време на ковид, вика се После апокалипсата на македонски превод,
И он вика, нас филмови американски научив дека апокалипса е еден настан. Ќе падне комета, ќе падне астероид, ќе се деси нешто еден пут, ќе га снема свет. Вика не, вика апокалипса е процес. Византија препада 1000 година. Римско царство препада 1000 година. Не 1000 година, али 200 да кажем. Османлиско царство препада од 1700 година. Значи тоа е тек. И ми не сваќаме дека наша Македонија моментално е у процес на тихо пропадање. Значи за 40-50 години ми не знаеме каква ќе биде демографска слика овдека, дали ќе има каква ќе биде работна популација, дали ќе има луѓе што ќе бидат работоспособни. Дали ќе имамо не знам, пари у фонд да ги платиме пенсија. Тоа е доваѓамо има тие што се вика тачке на пресвет. Значи, ако пројдемо преку тој тачко, више нема назад. А најголем дел за кривица, зашто е дошло до тој стање, е управо тој што, како што кажа, Македонија никад не успеа да направи елиту, интелектуална елиту. Не зборувам на олигархија. Интелектуална елиту што ќе го води наше општество. На сви околни држави, да кажем, еве, ќе го земемо грчко општество. Ми имamo представа дека грчко општество е многу понапредно од нас. 90% од популација се слични, да кажеме, некои капацитети интелектуални и све како нас. Ама он има 10% популација што е на Оксфорд, што е на Кембридж, што е завршила с највисок степен. И тие су движечка сила на нивно општество. Тие су што говори дипломати. Тие су што гледа в 50-100 години. А ми се понашаме како да постои само денеска. За 5 години ми немаме јасно визија и представу што ќе бидеме и колку ќе бидеме. И од тој доваѓа тој проблем кој да кажеме нашу генерација, што тај неизвестност, гледање е општо осеќај дека нешто се дешава, а ми сме немочни тој да го спречиме и излаз го гледаме у тој да отидеме у странство, за да некој начин се добиеме некаква афирмација. Проблемот е дека што ми очекуваме некој меритократија, а не го добиваме. Ми очекуваме дека да кажеме, кога сам бил на факултет, јас сам учија и сам се трудија да добил после некакав фидбек од моју државу. Зашто поготово, например, наши струке, моја, како историчар или твој како лектор, ми смо, тој себе га викав национални радници. Значи, наша дужност е да работиме не на македонштино наградење, него општо наградење на држава. Затоа што ми ќе го афирмираме наша историја, наша култура и на тој начин ќе придонесеме за наше општество, на наша држава. Проблем е, да, ја нема никако да допринесам, ја можда нема да го имам тој интелектуалну сатисфакција у Белгија, али да кажеме моја материјално стање ќе биде обезбедено. У Македонија ја ќе го имам увек ќе имам проблем со моја материјално стање, ќе треба да се борам постојано ако сум у приватен сектор. Никад нема да можу да се реализирам, пошто наши професија зависи од држава. Ми не смо, па тој нигде го нема. Обштествени науки су науки на некој начин аристократски. Тој су науки кои што луѓе што су материјално обезбедени може да си дозволив да седнев и да истражував. Значи, наши професија зависи од држава и тој колку се улажа у нас. А ти каде што имаш државу, каде што оваа институција, каде што таа су запослени тие кадри, су поимени некои партиски што су завршиле од 2 факултет, 5, 6, 7 години, а некој што што даваја се од себе, на крај заврши или на улицу, или треба да кажеме да се понова наваѓа у себе у некој друга професија. А наша држава е тој да прави план, да се заштити себе, да гледа, ако не 50, 20 години унапред, да знае. Зашто само тако е. Ми се тој што гледам како гледаме културно богатство околу нас, ми се тој покажуваме какви сме. Ми не се цениме сами себе. Ја пуно пат кажу, Куманово има 8 народни херои од НОП. Ми имаме повише народни херои од Скопје. Ми још увек не наваѓаме начин како да ги се
одужимо за тој жртву што ни су го дале. Имамо жену народну херој, Марио Нацеву. Дали она има споменик, дали има бисту, дали има нешто? Никој не спомнува. Ке дадам еден пример колку ми не си го познаваме наше собствено минато и нашу собствена историја. Тоа е, да кажемо, у Куманово има 5 споменици на култури што су с највисок степен на заштита. Тоа е споменик Костојница, тоа е Менкова колиба, тоа е оној македонка, така наречена, споменик на револуцију, тоа е куќа на Карпаша и 5 е една куќа на Дане Цеков. Тај куќа нити има табло, нити има обележено нешто, куде се наваѓа? Тај се наваѓа у катастрофалну ситуација. Збору за објект што е под највисок степен на заштита. Тој може пијаде испод фреш. Тоа е тај куќа било организацијско место пред да се искочи в први кумановски партизански одреди. Значи тамо било складирано оружје, биле печатени, мала и легална печатница. 2 вестника на партизанско движење у Куманово, еден е Дедо Иван, 2 октобрис, биле печатени тамо. Ми сами тој не го ценимо. Тој треба да биде место каде што свака основна школа киде и ќе го гледав како на некој начин место каде што ќе биде извор на нашу енергија, на наш идентитет. Кој не се запуштено. Никој не ни знае каде се наваѓа. А такви у Куманово има над 150 бисте и табле од НОП. На пола од тие бисте глави су ги извадени. У куќу на Карпаша биста се вади само у специјалну пригоду. Тај биста стои без обезглавена. Ти ако имаш дежаву и систем што не може да го обезбеди тој објект или што се плаши дека тај глава, тај биста ќе го снема, тој само тоа кажува за тој колку ми сме способни нешто да направиме и да сакамо и колку ми улажамо у да кажемо нас. Толку има Кумановска околина е толку богата с културно-историски и природни богатства. Имамо исто две природни богатства со степен на заштита у Куманово. Едно е палеонтолошки локалитет Орашац, а друго е ДАП, такој свет ДАП, каде црква Свети Илија манастир у Орашац. Тој су исто под ниво на заштиту. Нема една табла што пишува и што кажува што е тој. Како ти ми гледамо, да кажем, у некоја евиденцију. Никој не знае за тој ДАП у какво стanje, дали од кој веќе, дали е жив, дали треба да се интервенира. Тоа е оставено на милост и на немилост. Исто тој палеонтолошки локалитет Орашац. Менкова колиба. Нема плоча. Тоа е место од каде што искочија карадачки партизански одред. Цел комплекс е замислен такој: колиба, амфитеатар, место каде што ќе има летни представи, каде што ќе има клупе, каде што ќе седи луѓе. Има патека што тачно гледа на Белановце, место каде што е ликвидиран карадачки партизански одред. Ништо нема табло. Не ги носимо наши ученици таму да го види. Тоа место е буквално отпад од влажни марамице и ѓубе. И било која и желја да се нешто смени, да се направи, да се посади некој девце тамо, следејќи пат ќе дојдеш го нема. Свак што го преоде Табановец, од десно страна може да го види. У тој џамију ми немамо ни табло, ни е обележена на било каков начин, нити па е направен некој обид, ако ништо друго, да се задржи тој што е оштетена, да се направи в некој санација. За некој години тој ќе падне. Исто е како што и за Матејче, иако Матејче не подпада катастарски под општина Куманово и да кажеме, овој не е само проблем општински. Голем дел од проблеми су тие споменици што под заштиту на државу, тоест на Министерство за култура. Куманово нема конзерваторски центар. Дали тие што су луѓе у Куманово, да кажеме, што се бави с културно наследство, дали некој притиска у Скопје да Куманово добие конзерваторски центар? Куманово довеќе имало проблеми. Ја работа, да кажеме, на Куманово и како Куманово од село, од Касабу, видно е град. И тоа е процес на модернизација. И сега
увек имало, увек било нечисто, увек има потописци превајав низ Куманово, прво нешто што ќе кажев тоа е, Куманово е нечисто, значи још 1860-70. Така да многу се тој натрупани проблеми да кажу дека јас ќе дојде с магично стапче и еден пат нема да ги има. Али пред све би сакаја да едноставно Куманово биде град што е хуман, што на своји граѓани ќе им даде задоволство, што кога ќе искочи да кажеме на плоштад со свое дете или с било што с миленика, с партнер, с било кога, ќе му буди позитивен осеќај, а не дупке, не ѓубре, не негативно емоции. Град каде што повише ќе се фокусира, значи тој и сама социологија кажува, социологија на град. Град треба да биде место каде што ќе ги спаја луѓе, каде што ќе биде, да кажем, плоштад, за тоа ќе биде интелектуален центар, каде што ќе биде широк простор, каде што сви ќе можев да комуницирав и на тој начин град ќе живи. Најлоша слика што Куманово не би сакаја никад да го виду и надам се никад нема да се деси, е да биде Либан, да биде Бејрут, да биде гето, каде што су издефинирани границе на некои етнички заеднице, каде што има конфликти и каде што за да од едно, да кажеме, мало улегнеш од друго мало, ти нема да може да го направиш. Или ќе ти треба некој документ да покажеш на некога. Тоа е некоја, да кажеме, мој страх, пошто нешто слично се беше десило од 2015 годину, Дива населје, мислу населба која што ја живу и сам роден, и сам изјаснаја. Тоа е далека еднина, ја не го гледам, не го ни посакуju, али никад не би сакаја тоа да се деси, зашто тоа е буквално убивање на серж на еден град. Пак ќе се навратам на мои филозофи. Има еден филозоф, иначе марксиста, франкфуртска школа, вика се Ерик Фром. Фром има еден есеј што се вика За непослушноста. И у тој есеј он вика не свака послушност е добра и не свака непослушност е лоша. Јас сакам Војдан, мој син, да биде автономна личност, да биде самостален, да се изгради особу што нема да има предесоја кон никога, што ќе сака да има, да кажемо, да стигне до стадиум каде што ќе сака повише знање, ќе сака да го осознае свет, каде што ќе биде личност што ќе може максимум да го проживи, пошто наше време е лимитирано. И ми само на тој начин може да се изградиме особе што ќе бидеме, да кажемо, реализирани. Значи тоа е тој највисок степен на тој Маслоу пирамиду, себе актуализација. Така да тоа е мој цел. Ја гледам колку што можу да му помогну, да го насочу. Он гледане, мене и мајко му кога читамо книги, и он влече книги с нас, така да тој баш ме прави поносан. Исто и тој што има интереси. Он на 4 години, кога се ќе пуни 5, он ги знае сите планети, сите сателити на Сончев систем. Гледа се дека има некој што на кој тежњу кон наука и кон знање. И ми гледаме тој толку да му го помогнемо да се оствари на некој начин, да не го загуби тој интерес. Иако е уште мало, гледаме да не го толку впредитим.